Бисмилахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Нашето учење, напишана 1902 година. Und wenn das Leben nun weitergeht, wenn unsere Asche vom Winde verweht, wenn die Seele neue Welten sieht. Семокниот Бог е централен столб на сите наши замисли. Ако навистина му бидете верни на Бога и станете Негови, тогаш бидете сигурни дека и Он посебно е ваш. Додека спиете, Он ќе бдее над вас. Додека бидете невнимателни кон непријателот, Он ќе го види и ќе ги уништи неговите планови. Вие се уште не сте знаеле какви чудесни моки има вашиот Господар. Да сте знаеле, тогаш не би имале ден за кој би тагувале поради вашето секојдневие. Зарем човек кој поседува многу, ќе плаче и ќе жали и ќе умре поради загубата од една песа, фенига. Дали сте биле свесни за богатството, дека Бог ќе биде доволен да ги задоволи сите ваши потреби? Која би била причината за вас да бидете потполно обседнати со нештата од овој свет? Бог е најмилата скапоценост, затоа почитувајте го. Он ќе ви помогне на секој чекор. Без него вие сте ништо. Ниту вие, ниту вашите материјални средства, планови и замисли. Не следете ги стапките на другите народи, кои се подпирале само на материјалните средства. Како што змијата јаде земја, така и тие јадат земја за овосветските работи. Како што мршојадите и кучињата се хранат со мрша, тие исто така своите заби ги забиле во мрша. Тие потполно паднале далеку од Бога, бидејќи тие се клањат на човечки суштества, јадат свинско месо, консумираат алкохол како вода. Тие премногу се подпираат на материјалните средства и не бараат помош од Бога. И тие се мртви. И небескиот дух одлетал од нив, како што гулобот одлетува од своето гнездо. Чумата на обожување, на мамоните, богатството на овој свет, ја обседнала внатрешноста на нивните срца и ги расцепкала на парчиња нивните внатрешни органи. Чувајте се од таа чума. Јас не ви забранувам да размислувате за материјалните средства во одредени граници. Она што јас го забранувам е да не станете во целост робови на материјалните работи, како другите народи, потполно заборавајки го Бог, кој исто така дарува и материјални средства. Единствено, ако имате очи да видите, ќе видите дека постои само Бог и единствено Бог, и дека се друго е безвредно. Вие ниту можете да ја исправите, ниту да ја свиете раката без негово одобрение. Личноста која не верува во тоа ќе се смее. За таа личност подобро би било да умре пред да почне да се смее. Внимавајте, не имитирајте ги другите народи. Внимавајте, гледајќи ги другите народи како напреднале во овоземските работи. Не смеете да се повикувате. Ајде и ние да ги следиме нивните чекори. Слушайте внимателно и сватете дека тие се далеку од овој Господар и невнимателни кон овој Бог, кој ве повикува кон себе. Нивниот Бог всушност е слабо човечко битие и поради тоа тие се оставени во негрижа. Јас не ве запирам да работите и да заработувате, но не смеете да ги следите патиштата на оние кои мислат дека овој свет е се. Во секоја ваша работа, било за секојдневието или за верата, помош и поддршка треба да барате единствено од Бога. Вие ќе бидете исправени единствено ако бидете такви во секоја работа, во секоја тешкотија,
И кога пред да било што да планирате, да ја затворите вратата зад вас и паднете на сеџда пред всеможниот Бог. Ние имаме своја несреќа. Отклонија ти со својата благодат, тогаш Рухул Кудус, Светиот Дух, ќе ви преиде со помош и на невидлив начин за вас ќе отвори некој пат. Имајте милост кон своите животи и не следете ги оние кои потполно го прекинале својот однос со Бога и кои им подпаднале на материјалните средства во толкава мера, што дури и формално своите устни ги изговараа зборовите Иншалах, ако даде Бог. Го молам Бога да ги отвори вашите очи, да осознаете дека вашиот Господар е централна греда за сите ваши планови. Кога главната греда наеднаш ке се урне, можат ли малите потпори да го држат покривот? Сигурно не. Тие сите одеднаш ке паднат и веројатно многу животи ке се изгубат. На истиот начин вашите планови не можат да останат без Божјата помош. Ако помошта не ја барате од Него, ако тој заколнувачки и поттикнувачки принцип не го направите темелен принцип на својот живот, ке немате успех и на крајот ке умрете со големо разочарување. Не мислете зошто другите народи успеваат не знаеки за тој Господар, кој е за вас совршен и кадар Господар. Тоа е затоа што се тие оставени на искушението на светот поради нивното напуштање на Бога. Често искушението од Бог е такво да на личноста која ќе го остави, која своето срце ќе го препушти на задоволствата и има само желба кон богатството на овој свет и бидат отворени врати на овосветскиот напредок, макар што од верското и духовното гледиште таа личност е сосема бедна и празна, како и оној голиот и сиромавиот. Тој на крајот умира, замислен за овој свет и бива фрлен во Джехеннем. А понекогаш ова искушение е такво да таа личност дури и на овој свет останува безуспешна. Но овој вториот вид на искушението не е толку опасен како првиот, бидејќи со првиот човекот станува горделив. Во секој случај и двете групи на луѓе се оние на кои паѓа Божјата лутина. Вистинскиот извор на секој вид на благосостојба е Бог. Според тоа, кога овие луѓе не се свесни за овој живот, Бог, суштеството, кое не одржува и храни, дури се и набрежни кон Него и му го вртат грбот, како тие можат да ја добијат вистинската благосостојба? Благословени се оние кои ја разбираат оваа тајна, а уништени се оние кои не ја разбираат. Слично на тоа, не следете ги филозофите на овој свет, ниту на нив гледајте со почит. Сите овие нешта се незнаење. Реалната и вистинска филозофија е единствено она која Бог ви ја дал во својата честна книга. Уништени се оние луѓе кои се влюбени во овие материјални филозофии, а успешни се оние кои вистинското знаење и филозофија ја бараат во честната книга. Зошто ги избирате патиштата и незнаењето? Дали сакате да го учите Бога за оние нешта кои Он не ги знае? Ке трчате ли по оние кои се слепи во надеж дека тие ќе ви го покажат патот? О, вие незналици! Како ќе ви го покажат патот, ако и самите се слепи? Вистината е дека искрената филозофија која ви е ветена може да се разбере само преку Рухул Кудус, Светиот Дух. Преку него ќе ги доловите оние науки кои другите не успеале да ги досегнат. Ако тоа искрено го барате, на крајот тоа и ќе го добиете, и тогаш ќе согледате дека ова е единствено значење кое на животот и на срцето му дава свежина и ве поставува на цврста мунара
на совршената сигурност. Како може човекот кој јаде мрша за вас да изнесе чиста и здрава храна? Како некој кој е слеп може да ви го покаже патот? Сета чиста и здрава мудрост доаѓа единствено од Бога. Што барате вие од овие световни луѓе? Нивните души не се воздигнуваат кон Бог. Како можат да ви пружат задоволство оние кои во себе не се задоволни? Првата работа е чистотата на срцето. Искреноста и чистотата мора први да дојдат, потоа ќе добиете се. Верата на објавата и сега е отворена. Не мислете дека во иднина не е можна објава од Бога, дека тоа било можно само во минатото. Објавата на шеријатот е завршена со честниот Куран, но инаку генерално објавата не е завршена, бидејќи објавата е живот на вистинската вера. Вера во која не постои објава е мртва вера и Бог не е со нив. Не мислете дека Рухул Кудус, Светиот Дух, сега не може да се симне и дека доаѓал само во старо доба. Јас на вистина ви кажувам дека секоја врата може да биде затворена, само не вратата на доаѓањето на Рухул Кудус, Светиот Дух. Отворете ги сите врати на своето срце, за тој да може да влезе. Зошто сами себе си се засолнувате од сонцето и ги затварате прозорците низ кои може да влезе светлината? О, незнајко, стани и отвори го овој прозорец, за светлото да влезе во тебе. Ако Бог за светот не ги затворил вратите на своите благодети, дури и ги зголемил повеќе од претходно, зарем вие мислите дека Он кон вас ги затворил вратите на своите духовни благодети, токму во времето кога тие се најпотребни? Не, никако. Тие врати всушност, без никаков сомнеш, се потполно отворени. Сега кога неговото учење, кој го учел во сура Ал-Фатиха, дека вратите за претходните благослови се отворени кон вас, зошто одбивате да ги примите? Бидете жедни за овој извор и тогаш водата сама од себе ќе потече. За ова млеко плачете како дете и тоа само ќе надојде во градите. Заслужете ја милоста за да ви биде дадена. Покажете грижа и заинтересираност за да добиете задоволство. Плачете со болка, непрестано, за да се испружи невидлива рака и да ве фати. Како навистина е страшно тежок тој пат, патот на Господарот, но тој навистина е направен лесен за оние кои се подготвени да умрат и да се фрлат во длабока бездна. Тие во своето срце одлучуваат да го прифатат тој огнот. Ние ќе согориме за својот сакан Господар и себе си се фрлаат во огнот и единствено што гледаат е дека ова е дженнет и дека ова е она што Бог го ветил. О, лоши и добри луѓе, нема ниеден од вас кој нема да дојде до огнот на Джехеннемот. Ова е запишано Божјо ветување. На оние кои припаѓаат во огнот поради Бог, тие ќе бидат спасени. А оние кои поради својот внатрешен нагон одат во огнот, овој оган ќе ги проголтне. Благословени се оние кои во името на Господарот предизвикуваат војна против својот невс, страсти, его, а навистина се несрекни оние кои се борат против Бога поради својот невс, страсти и одбиваат себе си да се обликуваат во покорноста на неговата волја. Оној кој во името на своето јас ја отврди Божјата наредба, тој никогаш нема да влезе во Божите градини. Затоа трудете се до крајни граници, ниту точка, ниту знак од честниот Куран да не бидат сведоци против вас и тоа да биде причина да бидете фатени. Бидејќи навистина е казниво и најмалото зрно зло. Времето е многу кратко, животот за работа е многу мал. Чекорете забрзано, бидејќи ноќта се доближува. Што и да имате, ставете го пред својот Господар. Постојано проверувајте го, за да не остане некоја грешка која би можела да предизвика ненадополнива загуба
или со себе да понесете нешто што е гнасно и безвредно, недостојно да биде представено на дворот на Господарот. Gott, ich finde es zu mir, wenn ich mich in dir verliere, oh Gott. Денес го завршивме в 4-тиот дел од книгата Нашето учење. Еселаму алейкум.